Емисија за вашата вистина. Стадион. Јас сум вчера бев спокоен, денеска сум попуштуван психички малку. Па јас сум туку у село, само тап нешто се слушаше, ни дим видов, ни авион видов. Слушав авиони, слушав хеликоптери, повеќе денеска, вчера можеби. И сабајле, тоа не разбудија сирени некој 6 саат, тоа е 5 по македонско и тука 7 саат напред. Така. Тоа денеска беше обратен случај. Ништо не разбуди, убаво спиевме. Почна 8 саат, од горел Киев, уште ноќеску 4:25 по нивното. Гледа снимки таму дека кутнале некој авион и ја многу не верував, но исто меѓувремена жена ми мајка има брат таму живее, ударница се вика, тоа исто регион, 10 километра е од нас. И вика да доле украинци што направиле противвоздушната одбрана ја мести у центарот на градот меѓу зградите. И вие бомбардираат се или што прават тука и ги гаѓаат од тука по мое. И паднал авионот у зградата доле, запалил зграда, усвет, а полициски час до 6 сата не можеш да излегуваш. Че се случува хаос. Забележа ти руска војска? Ја не забележав, но ќе ве активирам у тоа групата преку жена. Има една група тука и ако имате некој руски што разбира, ќе ви стасуват информации секоја минута. Сега негде пред пола саат па се слушнат 2-3 детонации. Се стресуваат малку џамови. Добре што не е многу ладно. Годинава лани беше 73 сантима снег имаше во време. Годинава сме супер. Успеат, кажи. Добар си. Добре, преживуваме. Добро и после тоа денеска со Алфа ме молеше дај да се слушнем. Ја викам слушај, не сум за зборување. Многу ти мајка ми се потресува, вчера ме давале ни сите сајтови таму на Facebook, се појавило видео од мене. Така. Зошто се јавил? И викам слушај, ајде се слушнеме, ама да ми организираш, викам со Министерство за надворешни работи да кажеш ако случајно има некој коридор да се прави дека сум заинтересиран да се прибирам во Македонија. И ми испаднал у сусет, можам да кажам, Алфа, браво. Одма ми дадова бројот амбасадорот, му пишав. Ми се јави човекот, поправивме 5 минути во обед. Така. Вика Игор, добро ќе ти имаме предвид, ама вика за сега не е ништо, вика е многу лошо. Он ми каже од Киев информации, вика е многу лошо. И вика како си? Викам исплашен сум, викам ја се дели, викам оружје на лудо, викам. Оружје се дели, а украинциве, на пример, која им имало војна, кај на што би купувал ти право, искрено. Леп, брашно, така ли? Да. А тука што се купува, знаеш? Оружје. Не бе оружје, водки се купува. Водка за пиење, а? Оружје се дели без пари. И ти сега помисли ситуација што може да биде. Нема тука меко. Кај на свитка и главата, не да сече сабја, како беше таа турската. Овие се тука, ако се напие и оружје, ако му дадеш. И друго ми изретира денеска, тоа што читам, вика Зеленски председател сега, замисли Пендаровски да го рече тоа кај нас, што ќе рече. Вика, украинци не испаѓајте од дома и приготвујте и со З буквата, нели? Така. Со З мавајте вика по нив. Абе ти нормален ли си? Ули повикува сите да се бранат, така, за тоа што имаат. Ама така ли ќе се браниме? Вој дошол тука со тенкот, ќе ти направи Киев моментално има околу 100 тенкави да спореди. Амбасадорот ми рече не се надавај за брзо, ама ако имаш кола, вика ние со коли планираме. Кај и со коли, не сакав да му речем ја така, викам добро. Так. Каде бе со кола? Ја не идам со кола, бе, со кола кои тргнале за глави, леве, се слушаме ние со луѓе кои тргнале за до Полско крајинци да бегаат. Заглави. Со жени, со дета. Ќе заглавиш каде со кола, тоа се оди со автобус, се става знамето напред, дека си као бегалец. Како со коли ќе одам? Гледаш денеска у Киев тоа што гледав, не знам колку вистина тенко што згази колата. Одвај го извадиле човек. Малце повлече исплашен сум, ти кажам, ти сум странец. Так. Ти испадне, знаеш како у Германија, не знам дали си бил има едно здружение Пегида, што се бори за правата против муслимаников некој наци движење. Тя не дојде момент да речат што ти мајка бараш, бе, кој си ти тука? И многу не комуницираме. Добар ден, како сте, што сте и толку. Ја повише насмеана, шала се е сериозно, денеска у продавница бевме. Брашно викам, имате, колку сакаш, вика има. Како викам толку? Квасец? Колку сакаш, вика има. А викам, има ли водка? Вика, водка при краје таму. Јако она заебанци ја прават, ја може и не е малце и да се релаксирам на сета нервоза. И напнато стоиш у продавница, слушаш бам, трескаше баш тоа. И се тресе натре, тоа се големи, нели, продавницата со стакла и се тресат стаклата со онато. Колку време си таму, што си, како си? Игор Ангелов од Велес, од Македонија, женет за Украинка од ноември 2014. И последниве 2,5-3 години од кога фана корона живеам тука редовно, инаку преку летото одев работев во Кипар. Јас сум по струка рецепционер. И зимно време, така 3-4 месеци седев тука, ти заработиме таму некој евро, знаеш, гора подработка.
И последниве 2 години работев тука како обезбедување на еден. Тука село Кајна се баш ме прашаа од Телма колку жители е. 3000 жители се бедни, меѓу кои се рачунам и ја, и 3000 се богаташишта тешки кои што имаат куќи замоци. Нека малку да се смири, малку ја да се стабилизирам, ќе ви сликам некои куќи да видите какви куќи тука има. Тука има куќи, сестра ми у Германија е завидува, вика вакви куќи таму нема. Страшна работа и се обградени со зидови од по 2,5-3 метра, се отвараат со шини, не можеш натре да ги видиш одма, нема огради кој Кајнас, комши кај си. Се е заградено со зидови. Киевска област 23 км од центарот. 2 села се погреби и нашево за земја. Последните информации се дека навлегуваат руските сили таму, дека има борби. Амбасадорот ми рече дека имало веќе улични борби. Македонскиот амбасадор. Они се таму Олимписка, тоа е негде, не е у центарот, ама кој што е стадионот на Динамо Киев. У македонска амбасада, они се таму и вика повише сум у дупка отколку што сум горе. Вика има улични димови, бомби, паѓање, викам ние само татнежи, вика кај вас како е? Викам татнежи не се скоро земјотрес кој ќе мавне нешто и кој урудник. И мирисаше денеска доста на барут мирисаше. Тоа што добиваме на Вибер информации на групата кај што жена ми вика дека на 2 километра денеска кај што е тој патот што го поврзува Погреби и Пуховка минеле тенкови руски демектили. Интернетот не е блокиран, функционира, викам. Не, имаме, тоа е чудно. Ни струја не ја прекинаа воопшто, ни струја, имаме се интернет, се е окей, сега ја на мобилен интернет. Wi-Fi имаме Wi-Fi дома, но мобилен интернет, што е побрз. Се е окей. Ја не се плашам од Русија, се плашаме на колегата му кажувам сега од повише од тоа што се дели неконтролирано оружје, се поттикнува на бунтови, против кого ќе се бориш, како ќе се бориш. Може би вас ви е чудно што ви кажам, мене тоа ме плаши искрено. Па да, чудно му е на цел свет, затоа што станува збор за словенски исти народи. Мое мислење, украинците наследна на американската политика. Јас сум повише за украинци, ја ги почитувам се, но не знам, ме страх, искрено. Добро, дали ви се верува? Се веруваше ли дека ова може да се случи? Затоа што Запад Не верувам, ја кога призна Путин, кога ги призна, ја го гледав тоа на Русија 1, тука имаме канали, ја на интернет имам, до канали имам со тоа коди. И го гледав интервјуто кога потпишуваше со нив и викам готово, војна за 3 дена ќе прекине. Кога за 3 дена гледај кај дојдува. А каква е состојбата со медиумите? Блокирани се медиумите? Има ли руски медиуми, украински, странски, BBC, CNN? Ја гледам и руски, ја гледам преку коди ви кажам, преку коди имам таму Задар Билд, нешто активирано, ги имам сите канали, и српски, и македонски, и руски, гледам и украински гледаме тука, но мене украинскиот не ми е баш најдобар, повише разбирам од што зборува, малце е тежок јазик. Рускиот и украинскиот е како српскиот и словенечкиот или македонскиот и бугарскиот? Како словенечки, српскиот и словенечкиот. Луѓето мислат како српскиот и хрватскиот, не, многу е подалече. Како српскиот и словенечкиот. И така, денеска па ме критикуваат некои на сајтови, зошто вика не си дојде пред 10 дена. Ти ме прашуваш, јас за детето немам пасош. Ние планиравме 6 април да доаѓаме, сега планирав да поднесам пасош. И сега заглавивме. Ама ја мислам ако се организира коридор, ни пасош ќе ми треба ништо, детето има украинско државјанство, таква ситуација кој ќе те гледа. Таму афганистанци кај нас наприка и секакви, да не имаа пасош. Според вашето чувство, проценка, впечаток, како ќе заврши ова? Колку ќе трае? Уште 2 дена Украина капитулира. Па да, ама има борби, има отпор. Отпор ќе има тежок. Ако не се повлечат русите, ќе има давење тешко, затоа што украинците се страшно лут народ. Во тој смисол. Гледате се од Русија денеска пишува тука 10.000 чеченци ќе дошле. И украинците вика крв ќе им пиеме. Тука песни се пеат страшни, крвта ќе им ја пиеле на чеченците, а тие се рачунаат како да не речеме, не знам што ќе биде. Добро, зошто тогаш од кај ти е проценката дека за 2 дена ќе се предадат? Затоа што веќе има информации и од едната и од другата страна преговори да се почнат. Па и тоа и многу се близко до Врховната Рада, 2 километра биле. Борби се водат до Врховната Рада, до собранието ни, 2 километра се доближени. Војска се предава, доста војска украинска се предава. Гледате сите гранични пунктови како толку брзо пробија. Ако е некоја си, ја мислам, држава стабилна, како може ти да пробиеш фронт за 200 км за 2 дена да дојдеш? Па може би се регрупира, прегрупира. Не знам тоа, но и пишува тука дека доста се предавале. Они ќе склучат некако договор, но народов меѓу себе ќе се изеде. Ако остави тука руска војска, кој ќе го трпи? Значи омразата е крената на највисоко ниво.
на највисоко ниво. Омразата ќе биде страшна. Страшно, а многу жално. Едните и другите се православни. А пред тоа како се живееше? Океј, добар стандард имаат Не, доста потенцијали, ресурси. Не е стандард. Јас имав Украина важи за богата земја со пшеница, со житници, со... Тука сте грешки и јас сум грешка. Ако беше богата, нема да беше лев од 18 гривни, а нас не учеле географија, покојни Ѓоре, мој наставник, Украина, житница. Јас сум 75-та генерација. Житница, така сум ја знаел ја Украина. Житница, голема и руди. Големи руди, ајде, рудите им ги земаат, тоа Донецка област, да речеме. Многу ми е интересно. Нашата влада е за Украина, ја поддржувам. А народов читам Русија. Што ќе ти даде Русија, бе? Читате ли вие, бе, луѓе таму? Па газ, нафта. Спрема Македонија. Која била Русија, бе, спрема Македонија, бе, другари? Сан Стефанска Бугарија, Русија поддава. Црква не ти признава. Абе, не ме заебаја Русија. Ја имам пријатели у Велев, кои се женети со русинки, сега имам проблеми со нив. Се војуваме така, вербално, како сега вас што ја објаснам, не да се тепаме, ама. Не си управо, Игорче, како не си управо? Ај читај бе малце, бе, друга. Што толку? Русија е секоја за Србија. Која Русија те сака тебе како македонец, бе, друга? После да зборуваме за тоа, кога ви се платите, како живеете? Просечните плати у Киев се добри, се околу 500 евра, бе. Но 500 евра се, тука е животот многу поскап. Например, јас 2014 година кога дојдов, левот, ќе ви кажам, беше 9 денари наши бари. Дојде 36, 38, 40, најефтиниот вид зборувам. Ефтини алкохолот е ефтино и техниката беше ефтина. Од тука да купиш телевизори и телефони, поевтини се за ја ги споредувам кај на Сетек, Нептун ги споредував цените. Ностоп тука се за 50 евра поевтини. Јадењето е скапо. Јогурти, например, ја јогурт, зијам сирење немаат сирење. Сирењето е најефтиното е 245 гривни, тоа ти е 480 денари. Па сега ти види 480 денари, тоа не е сирење, него колку кашкавал руски. Бринза они го викаат. Има големи разлики социјални, многу богати и многу другите сиромашни. Точна ти е констатацијата, баш така. И ја работев кај еден таков. Ми дава 60.000 гривни, работиш и тука е многу тешко, знаете украинците зашто пијат. Измачени се. Работниот ден тука кај нас се жалат, тестилци работеле. По 12 сати работиш или по 24. Ако работиш 12, 4 дена работиш, 2 дена си слободен. Ако работиш 24 сати, но работиш, нема спиење 24 сата, ај ќе украдам обезбедување. Ти иде таа селската полиција и врти со токи-воки на секој 15. Јас сум пробал, викам ќе спијам, ќе му мајката навечер нема. Не е било, дружи. Колку е станала Украина покомпактна сега после нападот на русите, затоа што таму имаше доста проруски региони, проруско население. Што ги иселија тие од Донецка украинци и руси што ги иселија у Ростов. И што се случи со нив, знаете ли тука? Ги иселија, дојде, го призна Путин, Донец, донесе војска и вие викате, еве се јас не слободни, може ли да се врати? Не. Ја не ве планирам, таму ќе правам воени бази, чичко Путин им. Ќе бидете таму, ќе спиете у сали, у Ростов ги дава загревата луѓето. Направивме грешка. Па направивте грешка. Подолго време сте таму, како успеа толку да ги раскараат? Јас дојдов после револуцијата, така да многу... Мајдан, Порошенко беше да? Мајдан, Мајдан. Сега тие мајданци, нека такви плюс напиени, плюс наоружени до заби. Секој нека има по еден калашников, замисли и утре руска војска ако дојде таму. И улични борби, што ќе биде. Тој ќе биде крв до коленици. А многу ми е жал, Киев е многу убав град. Инаку 20 амбасадори биле блокирани. Но, не знам. Ја немам некаков храброст. Буткате денеска кажа мостови некој руши или некој. Јас не ми треба да ти кажам искрено помош, не ми треба, молам Бога само Борис Пајли и Жулјани да останат цели, да не ги рушат. Ќе си платиме карта, ќе си одам, не сум како човек со пасош и со се да не бидеш у тура на бегалци. Банкомати не, бензин више нема. Тука у село, 2 пумпи има близу до нашето село, нема бензин. Ја останав без бензин, колата 5 литар бензин. Но се е рамно, тука и со точак одиме купуваме, има продавници около некој. Селово е. А ова со мобилизацијата не важи за сите, важи за сите. Па мене мислам дека нема да фане. Јас имам како полуграѓани тоа, како зелена карта, имам карта, лична карта, имам украинска. Ја добив лани после 6 години. Инаку одев цело време со 3 месеца со визи, со продолжување, сега добив на 10 години на постојан престој. Мислам дека мене нема да ме фане, и да ме фане, на жена ми денаски ливче. Не, денаски дошло са бајле, вика Игор ме викаат, ако сакаш да одиме, вика у селската рада, тука име како селска општина.
да се пријавиме ко за помош, за прва помош, не знам што, да ко луѓе им требало крв, цело време бараат, крв бараат, да се дарува крв. Стадион. Емисија за вашата вистина.